и Синот и Светиот Дух. Драги браќи и сестри, Светата православна црква денеска го прославува соборот на Свети Јован Претеча и крстител на нашиот Спасител Господа Христа. Овој Божји угодник Светата црква го прославува повеќе пати во годината, а и секој вторник е посветен токму во богослужбите на овој Божји угодник. Божјата промисла била таква што тој, поради неговиот свети, споснички и подвижнички живот, ќе биде удостоен својата рака да ја стави врз главата на Месијата, врз главата на Спасителот и Избавителот на севкупниот човечки род, од грев и од секое зло. Волјата Божја била таква што Свети Јован ќе се роди на границата помеѓу двата завети. Тој е последниот пророк на Стариот завет, а прв проповедник или апостол на Новиот завет. Тој е пратеник Божи, пратеник кој треба да го приготви израелскиот народ за дочекување на Месијата. Израелскиот народ како избран народ во долгата историја бил подготвуван да го дочека и достоинствено да го пречека Господа Исуса Христа. Да го пречека Месијата како победител, искупител и избавител од гревот и смртта. Пред самото појавување на јавната проповед на Господа Христа, Свети Јован Крстител уште во Јорданската пустина ќе почне да го наговестува Спасителот на светот. Неговата проповед е содржана во овие две реченици: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Направете плод достоен за кајање. Иако овие зборови биле изговорени во пустина, тие со своето ехо одзвонувале низ цела Јудеја и Палестина. Биле слушнати и од учени фарисеи и садукеи, и од обичните прости луѓе, од стари и млади, богати и сиромаси, од силни мочници и од сушти сиромаси. Јовановата проповед имала успех, бидејќи врз него била Божјата благодат, која ги ловела срцата и душите на луѓето, повикувајќи ги на Јовановото крштевање. Израелскиот народ масовно излегува да ја слуша проповедта на Свети Јован, но и да се крсти од него. Покрај проповедта за покајанието, Свети Јован го препознава Господа Христа, кој во огромната маса луѓе доаѓа да биде крстен од раката на Јован во реката Јордан. Свети Јован ќе го наговести и ќе го представи пред масовниот народ како јагне Божјо, јагне кое ги зема гревовите на светот, а себе си пак ќе се представи како слуга кој не е достоен ниту врвките од неговите обувки да ги одврзе. Јован за Господа Христа вели дека он нема да ги крсти со вода, туку со Дух Свети. Ќе им укаже на луѓето дека он ќе ги ослободи од секакво зло и ќе ги утврди во вестината и правдата. Целокупната проповед на Свети Јован Крстител се сведува на подготовка на израелскиот народ за достоинственото очекување на Месијата, односно на Господа Христа. Дочекувањето на оној за кого пророкуваа пророците, а за кого пак чезнееле и сакале да го видат и дочекат многу израелски генерации. Свети Јован од луѓето барал да ги израмна духовните патишта, за да може Господ Христос да дојде до нив, во нивните срца, во нивните души и во нивниот живот. Порамнувањето на патиштата подразбира да ги отврлат од нивните срца, души, помисли и постапки сите зла, лаги, неправди, лицемерија и сите пороци кои што постојат во животот кај луѓето. Без отсекување на овие зла, формалното крштевање и потопување во вода нема да им донесе никакво добро. Светата православна црква како наша духовна мајка не поучува и не повикува и ние да се угледаме на повикот на Свети Јован Крстител и Претеча. Па и ние да отфрлиме од нашиот живот секакви лоши мисли и постапки и да го подготвиме патот, но не само да се сретнеме со Господа Христа, туку следејќи го и живеејќи во Него, преку покајанието и исповедањето на нашата вера, да ни биде пат кој води во Царството Небесно. Ние кои живееме во 21. век знаеме колку е важно и колкава е потребата
да се има добри и утвърдени патища и инфраструктура, за да можеме непречено да се движиме от един край кон друг, без некои посебни пречки. Нешто слично е потребно и во нашите срца и души, да отсечеме и да отврлиме секаков грев и престап, па така да можеме не само да го трасираме патот кој води кон Царството Божјо, туку да одиме и да се искачиме до тие височини на кои сме создадени и повикани преку покаянието, постот и молитвата. На тој пат, ако искрено се каеме и молиме секогаш со нас за утврдување на верата и молитвата, ќе го имаме Свети Јован Крстител и претечата Господов. Да ги отвориме нашите срца и души со покаяние и молитва, да ги очистиме од секакви нечистоти, па да може да се всели во нас Дух Свети, и Он да не освети и просветли, и да не застапи, и да не запази од секакво искушение и зло, и така да ја постигнеме зададената ни цел, а тоа е спасение на нашата душа. По молитвите на Свети Јован Крстител и претеча Господов, така нека биде. Амин за многу.